Како што најавивме, по рекламите се враќаме во студиото со вестите на Ирис телевизија. Штипјани на 15 октомври, покрај тоа што ќе гласаат за кандидатите за градоначалници и советнички листи, ќе можат и референдумски да се изјаснат по прашањето дали се против населувањето на мигрантите во Република Македонија. Со 12 гласа за, советниците од мнозинството на денешната вонредна седница на Советот на општина Штип ја донесоа одлуката за распишување на референдум против населувањето на мигрантите. Предлогот за распишување на референдум е на иницијатива на ВМРО-ДПМН, а пред да се гласа за одлуката, советниците од СДСМ предложија референдумот да се одржи пред локалните избори, со цел да нема манипулација на гласачите, зашто имаше и дискусија меѓу председателот на Советот Владко Миташев и координаторот на советничката група на СДСМ Јане Миланов. Не е коректно. Дека дел од гласачкото тело ќе биде извън. Да, тоа кажав и го повторувам. И тоа е факт, тоа е дел од фактите, многобројните факти во целата оваа ситуација. Луѓето дека ќе бидат изманипулирани. Тоа се ваши констатации, ваши заклучоци. Одлуката е донесена, со што штипјани на денот на локалните избори ќе имаат и уште едно додатно ливче за референдумско изјаснување. Да, денеска споменаа воредна седница, одлука за распишување на референдум, што би требало да се одржи по наше барање на 15 октомври, односно на денот на локалните избори. Кој ќе гласи референдумското прашање? Дали сте за или против населување на имигранти во вашиот град? Советничката група предводена од СДСМ додека се гласаше по оваа точка излегоа од салата, но и покрај тоа што не присуствуваа на оваа точка, сепак забележуваат дека и тие ќе гласаат на референдумот. Оно што сакам кратко да го изјавам после донесувањето на оваа одлука на Советот е дека Социјалдемократскиот сојуз поддржувал и ќе поддржува секој облик на референдумско изјаснување на граѓаните за прашања што се важни, што се битни од нивното живење. Во таа смисла, дури и овака поставениот референдум, со овака поставено референдумско прашање за нас беше прифатлив и ние го поддржуваме и ги охрабруваме граѓаните да излезат на референдумот и да гласат против населување на бегалци, мигранти и слично. Но, она што сакаме да го и на што ќе настојуваме секојаш е да избегнеме да се манипулира и референдумот вако како што е да биде во функција на манипулирање на граѓаните во пресред на локалните избори на 15 октомври. Затоа предложивме да се датумот на референдумот помести да не биде во исти датум со локалните избори, предлог кој што мнозинството на Советот на ВМРО-ДПМН не го прифати. Советниците на денешната седница го верификуваа и мандатот на советничката Слободанка Момчилова од СДСМ, која доаѓа на местото на Мики Тодоров, кој веќе врши функцијата веде директор на затвор Штип. Советничката Марија Костова иста така од СДСМ го информираше Советот дека поради назначување на председател на Управен одбор на државна институција се откажува од советничката функција. Пријателство и понатаму ќе продолжи и нашата соработка. Благодарам. Во ниту една градинка од источниот дел во државата нема да се воведе двосменско работење. Само родителите во Кочани во анкетните листови укажале дека имаат потреба од воведување на втора смена. За сега градинката во Кочани поради недостаток од кадар нема да може да им излезе во пресврет на нивните барања. Иако беше најавено дека Кочани ќе биде единствената општина во регионот, каде што од 1 септември градинките ќе работат и втора смена, планот не се исполни. Поради немање на кадар, градинките ќе си останат со своето вообичаено работно време, информира Лидија Серафимова, директор на градинката Павлина Велјанова. За да се задоволат потребите на родителите, потребни се нови вработувања, истакна Серафимова во телефонскиот разговор за телевизија Ирис. Во овогодинишниот буџет општината нема предвидено парични средства за нови вработувања, а во градинката да се воведе двосменско работење, потребно е да се ангажираат дополнителни 12 лица, односно 3 воспитувачи, 6 негователки, 1 готвач, 1 садомијач и 1 хигиеничар. Серафимова истакна дека во наредниот период ќе се прави и подетална анализа за воведување на двосменското работење. Според неа, анкетниот лист и прашањето дали сметате дека е потребно воведување на втора смена во градинките не е доволно да се утврди фактичката состојба. Во изминатиот период во градинката Павлина Велјанова од вкупно 785 анкетирани се 514.
од кои само 150 родители одговориле со позитивен одговор. Трудовиот инспектор влезе во штипската конфекција која усно отпушти 9 работници и им побара оштета од околу 30.000 евра. Откако ќе се сослушаат и разгледа документацијата и на двете страни, трудовиот инспектор ќе го напише извештајот и ќе донесе конкретни заклучоци. Трудовиот инспекторат влезе во штипската конфекција која усно отпушти 9 текстилни работници, бидејќи не дошле на работа на државниот празник Успение на Пресвета Богородица, а истовремено од работниците побара и оштета од 29.660 евра, оти не дошле да работат на празникот. Инспекторот од Државната трудова инспекција, кој од попладнево ги чешла документите, рече дека откако ќе ги разгледа сите документи и ги сослуша двете страни, работодавецот и работниците, ќе го направи извештајот и ќе донесе конкретни заклучоци. Според првичните согледувања, тој забележува дека работниците не се отпуштени од работа и се уште се пријавени како работени во конфекцијата. И во текот на утрешниот ден, трудовиот инспектор ќе има и средба со работниците и представниците на Сдруженијето Гласно. Работниците и понатаму се плашат јавно да излезат пред камерите. Во градот на текстилот има 80 текстилни конфекции, а работниците синдикално не се организираат поради страв дека ќе ја загубат работата. Овој случај предизвика големо внимание кај македонската јавност, бидејќи за прв пат работодавец бара оштета на работници кои одбиле да дојдат да работат на државен празник. Секој работник според ова писмо треба да плати поречиси 3.300 евра или за овие пари да работи скоро година и пол за да ја исплати штетата. Општина Штип ќе инвестира 3 милиони денари во изградба на 10 нови фитнес зони. Ќе се градат и пешачки зони и велосипедски патеки. Лоша година за лозарите и винарските визби. Годинава нема грозија, но има залихи на вино од лани. Откупот на грозија тече со ланските цени. Загуби и до 70% кај родот на плантажите со грозје. Во Штипско паралелно со бербата се врши и откупот на грозјето. Винарите подготвени во старт, но проблем се намалените количини бидејќи грозје нема, иако и она малку што се носи е со добар квалитет. Штетите од зимото, од ниските температури, од пролетните мразови, од сушата се големи. Количините на грозјето се значително намалени, не знаеме колку ќе биде конечната цифра, но ќе направиме проценка на крајот на бербата. Може ли да зборуваме за некаков квалитет, со оглед на тоа дека многу изгубивме во квантитет? Па грозјето кој што го донесува во принцип е здраво. Сега параметрите од грозјето кои што подоцна ќе ги утврдиме ние со преработката ќе бидат за оценување подоцна, па тогаш ќе може да зборуваме и за квалитетот на виното. Ќе се соочили винскиот сектор со недостиг на суровина за производство на вино, како и преработувачката индустрија годинава, или ќе се потрошат залихите на вино од ланската реколта, која беше една од подобрите. Да се надеваме дека нема да дојде до тоа, ние собираме максимално колку ќе може да се собере. Нашите кооперанти и откупувачи работат на терен, така да се надевам дека ќе ги задоволат нашите потреби. Во Македонија има залиха на вино од другите винари, така да горе-доле мислам дека ќе се покријат годишните поточувачката на годишно ниво би требало да се покрие со реколтата од претходната година. Лани во 3 винарски визби во Штип се откупија околу 25 милиони килограми грозје. Според проценките, годинава ќе се откупат 30 до 40% помалку. Засега и покрај барањата на лозарите за повисоки цени за откуп поради намалениот род, грозјето се откупува по лански цени. По шеќерни единици вранецот по цена од 13, а смедеревката по 11 денари за килограм. На денешната владена седница се разгледуваа информациите за исполнетост на условите на Оаза Алкалоиди до Штип и Каба Хербал до Скопје за извршување на дејност одгледување на канабис во медицински цели. Плантажите Оаза Алкалоид се наоѓаат во општина Карбинци. Исто така на дневен ред беше информацијата во врска со подготовката на предлог закон за изменување и дополнување на законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции.
Општина Штип во наредниот период ќе инвестира 3 милиони денари во изградба на нови 10 фитнес зони. Тендерската постапка е во тек. Исто така ќе се формираат и нови пешачки и велосипедски патеки. Општина Штип во изминатиот период од 4 години интензивно инвестираше во изградба на нови спортски терени и игралишта, а реконструирани се и повеќе училишни спортски сали. Фитнес зоната покрај брегалница се покажа исплатлива инвестиција, па така локалната самоуправа ќе продолжи во наредниот период да реализира проекти за фитнес зони. Во тек е тендерска постапка за изградба на нови фитнес зони, речиси низ сите населби. Во момент е тендерска постапка за изградба на 10 фитнес зони, кои ќе ги финансира Општина Штип. Издвоени се 3 милиони денари од буџетот на Општина Штип. Фитнес зони ќе се направат во сите поголеми населени места. Значи вклучувајќи го 3 чешми, во сите населби во нашиот град, населбата Старка Рорман, планирана е фитнес зона во селото Чардаклија, во селото Селце и нормално ќе бидат лоцирани на повеќе места во нашиот град. Фитнес зоните се покажаа како многу добра инвестиција, затоа што подеднакво ги користат и помладите, но и постарите. Во една прилика реков дека нашите постари жени, баби на 75 години веќе вежбаат и тоа е добро. Покрај фитнес зоните, Општина Штип ќе продолжи и со формирање на нови пешачки и велосипедски патеки. Ќе продолжиме и во инвестирањето во велосипедски патеки и шеталишта. Знаете дека направивме проект за изградба на значајна велосипедска патека која ќе оди од населбата Пребек, преку населбата Железничка до аеродромот Сушево. Оттаму ќе се користи постојниот пат аеродром Сушево 3 чешми, ќе оди до Врсаково по ново изградената делница што сега наскоро ќе се асфалтира, а од Врсаково имаме комплетна инфраструктура направено, значи до Судик, до Долни Трогирци, до Балван, и рековме дека патеката која сега оди од 8 ноември па до населбата Балканска ќе продолжи до населбата Балван и верувајте дека ќе имаме некаде околу 40 километри велосипедски патеки. Тоа на нашиот град навистина му требаше. Она на што посебно ќе се даде приоритет е поврзувањето на велосипедската патека од Штип преку Радање па се до локалитетот Баргала. Невладиниот сектор и понатаму продолжува со борбата за воведување на сеопфатно сексуално образование во основните и средни училишта. Досегашните анализи покажуваат дека младите не се доволно запознати со сексуално преносливите болести, но и несаканата бременост. И овој септември образовната програма не го вклучи предметот сеопфатно сексуално образование. Анализите на невладиниот сектор укажуваат дека младата популација не е доволно запозната со сексуално преносливите болести, но и несаканата бременост. Доколку ваков предмет се воведе во наставната програма, младите ќе имаат можност да научат сами да донесуваат правилни одлуки, поврзани со нивното репродуктивно здравје. Невладината Хера веќе долг период алармира дека е неопходно воведување на ваков предмет. Со воведување на сексуалното образование, конкретно и со програмата, со сеопфатната програма која што ја нудиме, има позитивни промени во однос на ставовите на учениците кои што ја поминале програмата и истото треба да доведе до треба да ги заштити младите од насилство, да ги едуцира за човекови права и да им даде соодветни информации во однос на нивното сексуално и репродуктивно здравје. Секако, ние го гледаме сеопфатното сексуално образование како превенција од дискриминација. Пред 3 години Хера стартуваше засилена кампања за воведување на сеопфатно сексуално образование во образовниот процес. Беше направена и петиција која се испрати до Министерството за образование. Од Хера велат дека не се откажуваат учениците да учат за своето репродуктивно здравје. Секако како организација се застапуваме за воведување на сеопфатно сексуално образование и тоа ќе продолжиме да го работиме и да го промовираме. Европски лидер по ова прашање е Холандија. Таму со сеопфатно сексуално образование децата се запознаваат уште на 4 годишна возраст. Штип станува двојазичен град, кажа денеска на пресконференцијата ВМРО ДПМН. Според кандидатот за градоначалник на Штип од СДС, ова е иднината за нашиот град. Некој детенце кој што ќе сака да учи во Банчо Прки или во било која во Димитар Влаков, во било која друга школа, ако се формираат создадат услови за еден таков клас, зошто да не, наместо француски некој да учат албански? Ова не се празни зборови. Денес, благодарение на Благој Бочварски, Штип станува двојазичен град.
Во продолжение писмената реакција од Општинската организација на СДСМ во Штип на пресод на ВМРО ДПМН. Лажните вести за двојазичен Штип нема да му помогнат на ВМРО ДПМН да се спаси од убедливиот пораз на изборите. Манипулациите на штипскиот огранок на ВМРО ДПМН за наводна двојазичност се доказ дека ова партија е исплашена од убедливиот пораз што ќе го доживее на локалните избори во октомври. Лажни, лицемерни и небулозни се обвинувањата на ВМРО ДПМН дека во Штип ќе има двојазичност, особено што во Штип не постои друга етничка заедница која е над 20% од населението и што сегашниот закон за употреба на јазиците е проширување на идентичен закон што е донесен во 2011 година, а за кој што гласаше тогашниот и актуелен пратеник од Штип Трајчо Димков од ВМРО ДПМН. Граѓаните на Штип одамна не веруваат во лагите, заканите и поделбите што ги шири ВМРО ДПМН. И токму затоа ова партија денес е во опозиција и токму затоа убедливо ќе ги загуби локалните избори како во Штип, така и во другите општини. Општина Пробиштип со помош на Швајцарската агенција и Центарот за источно-плански регион ќе реализира проекти во Лесново со цел подобрување на туристичкиот сегмент. Кратерот на Лесново ќе биде единствениот геоцентар во регионот и пошироко. Лесново со своите убавини за општина Пробиштип не е само културен, манастирски и духовен центар, туку во последно време општината прави максимални напори Лесново да прерасне и во туристички центар во Источна Македонија. Ние во моментов имплементираме неколку значајни проекти во Лесново. Едниот од тие проекти се однесува на изградба на летниковци, изградба на скари, станува збор за поголеми летниковци кои што ќе бидат достапни за јавноста, односно граѓаните, посетителите, туристите слободно можат да ги истият да ги користат. Исто така, во моментов и утре, поточно ја очекуваме и посетата на новиот советник во Швајцарската амбасада за животна средина и заштита на природата, каде што имаме големи најави од страна на Швајцарската агенција дека во Лесново ќе се инвестираат доста средства. Планото е Лесново да стане геопарк, затоа што кратерот има посебна убавина. Тоа значи една нова димензија на Лесново, Лесновскиот кратер да стане препознатливо место по неговата геолошка структура, по уникатноста која што ја има само на Балканот, може би Лесново и никој друг. Тоа е она кое што сега ние се залагаме во моментов, ги исполнуваме, односно условите за да можеме да го спроведеме овој проект. Инаку овој проект се надевам дека во брзо време ќе се реализира и ќе се реализира со поддршка на Источниот плански регион, заедно со Швајцарската агенција, програма за заштита на природата. Инаку општина Пробиштип ќе реализира и проекти преку Оделението за локален економски развој поврзани со фондовите на Европската Унија, а е дел од мрежата Балкан.нет. 46 млади земјоделци од Истокот се пријавија за мерката Млад земјоделец. Интересот за сопствен агробизнис е голем, но некако од годините порано. Лани од 60 апликанти неповратни 10.000 евра добија само тројца млади земјоделци. Најмногу во Штип, дури 27, 6 во Виница, 5 во Делчево, Пробиштип, 4 по 20 апликанти од Берово и Кочани. Годинава конкурираа за мерката Млад земјоделец. Интерес има, но не и како претходните години велат во Штипската регионална единица за поттик и развој на земјоделството, за да отпочнат собствен бизнис, на младите земјоделци им е потребна нова механизација. Во бројки кажано за нашата работна единица, млад земјоделец имаме изработено 46 апликанти. Интересот е малку помал за разлика од лани и бидејќи и процентот на реализација помалку имавме за да добиеме одобрени апликанти, така да интересот малку беше помал, но сепак пак е за млад земјоделец е најдобар. Претежно од овие 40 апликанти се може да кажем исклучиво за набавка на механизација и припушта механизација. За повратни средства по мерките подигнување на нови насади и добиток од програмата за рурален развој на последниот оглас во регионот се пријавиле 29 земјоделци. Само 2 од барањата се на сточари.
Лани од 60 апликанти кои аплицираа за мерката Млад земјоделец од Штипско, само 20 на кои им беа одобрени проектите добија финансиска поддршка од државата. Денес во Скопје започна Европското првенство во кикбокс за јуниори и кадети. На првенството ќе настапат 1563 кикбоксери од 37 земји, меѓу кои 5 надпреварувачи од клубот Гладиатор од Штип. Градот Скопје домаќин и организатор на Европското првенство во кикбокс за кадети и јуниори, во кое настапуваат 1563 надпреварувачи од 37 земји. По двата дена задолжителни мерењи за познавање со техничките детали. Денес започнуваат и официјалните борби на првенството. Ново шампионат ќе настапат и 5 миначерови на Гладиатор од Штип, сите во дисциплината кик лайт. Јована Арсова ќе настапи денес во категоријата минус 50 килограми. Настап денес ќе има и Славчо Арсов во категорија минус 74 килограми. Во среда ќе настапи Никола Наца во категорија плюс 69 килограми, а во петок ќе настапат Благојче Стојанов во категорија минус 89 килограми и Боби Јосифов во категорија плюс 94 килограми. Инаку македонската селекција ја сочинуваат вкупно 37 репрезентативци, а меѓу нив е уште една штипјанка, Викторија Варадинова, која ќе настапи во категоријата минус 60 килограми. Најбројна е селекцијата на Русија со 176 надпреварувачи, па Полска со 150, Унгарија 138, Италија 112 и сите тие и другите ќе се борат за влез во финалните борби, кои во спортскиот центар Борис Трајковски ќе се одржат на 8 и 9 септември. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете не на iris.mk или социјалните мрежи. Пријатно!